Раководството на ВМРО е забегано оддавна од идеолошката матрица, но она што забегува е ги забораваат луѓето кои што биле таму кога требале да бидат. Тоа било најтешко. Еден пример е Спасен Силјановски. Да. Спасен Силјановски на пример е ВМРО-ец до коска. И се Спасен Силјановски не е викнат на роденденот на ВМРО-ДПМН. А Спасен Силјановски без пари им ги идеше, им ги свиреше, им ги пееше, им собираше народ, кој никој не геше со остен да ги чепне ВМРО-ДПМН. Спасен вика: ајде ги потсетам уште еднаш нашите браќа на власт кои се бореле, кој се борел во првите редови и кој гинал за ВМРО и за Македонија додека биле во опозиција. А и секогаш кога била во криза за опстанок татковината. Чи кој жртвувал кариера, здравје, фамилија и така натаму. Не од вчера, не од завчера, не од 2017, туку години потераници на нас. Вика ете, ама ние не заслуживме да бидеме дел од 35 години на ВМРО. Не заслуживме дури ни да бидеме во публика, а камоли на сцена да се радуваме на успехот за кој сме се борели и кој сме го постигнале заедно. Друг се радува на успехот од нашата жртва и нашата борба. Дај Боже сите да се радуваат секогаш. Нашата цел на вистинските патриоти не била од личен интерес. Била за добробит на народот и нацијата. Така и ќе биде во иднина. Ние повторно ќе се бориме и жртвуваме за татковината, а не за фотелјата. Чунки така ме научил тато, дедо, прадедо. Не сакаме ништо, само сакаме едно макар лицемерно внимание и благодарам. Немој да го уништувате патриотизмот во нас. Патриот е оној кој е подготвен да жртвува сепа дури и сами од себе за татковината, а не оној кој едва чека да се дочепа на власт за да се ухлеба на државна функција. Честита 35 годишнина на ВМРО-ДПМН иако со задоцнување. Не сакав јавно да го изразам мојот револт, но пробав да се јавам кај неколкумина кои сметав дека треба да ослушнат моето мислење. Ете како по навика не кренаа телефон освен еден. Па еве јавно за да ми олесни чунки и јас сум душ. А најтешко е кога ќе ти го збибери твојот.